Исусе Христе. Послание до македонската заедница од другата страна на Пирин планина и до слепите непокајани водачи во таа земја. Послание до македонските заедници во Пиринска Македонија, од другата страна на Пирин планина и до слепите непокајани водачи на тој народ. Луѓе телесни, покајте се приближи Царството Небесно. Покајте се, дури имате време на милост на земјата, тоа ви е гласот на оној што вика во пустината, гласот на оној што вика во Македонија и на Македонскиот полуостров. Послание и до цела Болгарија, на Македонскиот полуостров од онаа страна на Пирин планина до Европејскиот сојуз, кој наместо да биде Европа на заедништво и без граници, тие ставаат граница во човечкото, во македонското срце, односно ги поддржуваат збирштината, оние што постапуваат така. Велми така тие се слуги на поднебесните сили на злото на овој век. Немојте да бидете како некоја темна ѓаволска сила на злото на овој век, која станува сатанска фашистичка творба, која го расплодува злото, сатанското начелство, силата на злото на овој век и демоните на Сатанас. Во името на Господ Исус Христос се обраќам до македонците во Пиринска Македонија, до челниците на Европскиот сојуз и до водачите во Болгарија. Во името Исусово нека ова слово биде двоостар меч на духот, кој ќе ја раздели вистината од лагата, Христовиот од ѓаволскиот човек, македонецот од болгарецот, европеецот Исусов и европеецот сатански слугана, расплодувач на злото, Содомо Гоморецот. Браќа македонци, ви пишувам со полна Исусова љубов и сомилост. За вас знам дека сте непризнаени, понижени, оставени, излажани не само во текот на годините зад нас, туку и сега и овде. И дека македонските водачи не смеат да се мешаат, не сакаат, се плашат или се врзани од сатаната, или се платени од парите на мамона. Но со Исус имате сила да кажете не за сатаната и смртта, да за Исус во Пиринска Македонија и цела Болгарија. Имате полно право и по телесните земни закони да бидете тоа што ве создал Таткото Небесен, македонци, Македонија, благодатта Божја дадена на црквите македонски, како што е запишано во Словото Исусово. Имате право да останете во љубовта Исусова како македонци, создадени од небесниот Татко, неговата волја, запишани во живото Слово Исусово, кое не се брише. Ве благословувам со Исусовата љубов да издржите, да не се откажете од себе си и да му се поклоните на сатаната кој сака да ве избрише како Македонија и македонци, оти го подсетувате на Таткото Небесен, Светото Писмо и Господ Исус Христос, каде што сте запишани и именувани од Него. Останете во Исусовата љубов за навек. Ти пишувам и тебе, сине човечки, председателе Радев, со местото на кое се наоѓаш сега водач на болгарците, те советувам во името Исусово да се покаеш, да ги признаеш македонците, да им се извините за погромот врзнив и непризнавањето, па да ги отвориме границите и да живееме како браќа и христијани и пријатели. Знам дека таков каков што си несовршен и грешен, немаш сила, но ако побараш помош од Господ Исус Христос, ако се покаеш, веднаш ќе го направиш тоа, да им го тргнеш непокајаниот грев и проклетството на болгарците. Иако македонците од Пиринска Македонија ми велат дека сте безбожници, слепи водачи,
сејачи на лаги, сатански синови на проклетството, не сакате да се покаете, да ги признаете македонците според постапките кон македонскиот народ. Ова неколку пати ви го пренесов како порака од Севишниот Отец и Господ Исус Христос на собирите на македонците во Мелник, Мосомиште, Кресна, Ново Лески, Сандански, Кремен. А вие разлог, а вие ми забранивте влез во Пиринска Македонија. Тоа е примитивен однос на ниво на животински инстинкт. Не го пуштајте кај македонците во Пиринска Македонија, сотрудникот Исусов Тихомир Стојановски. Многу просто, некултурно, со таков однос не го решавате вашиот непокајан грев. Ете си товарите грев врз грев и Исус нека ви е напомош ако не се покаете и велми скоро ќе дојде Господ Исус Христос и на платата на гревот. Ќе биде плач и крцкање со заби, велми и упреку, кога сте вон крвта Исусова која платила за вас, вие самите ќе мора да платите за гревовите. Вие и вашите деца и целиот болгарски народ. Кога одбиваш да примиш совет, порака од Христов слуга и сотрудник, ти го одбиваш Таткото Небесен Исус Христос и си остануваш во гревот, распадливоста и смртта. Така е мој Радев. Така остануваш син на гревот, непослушноста на проклетството, син човечки, кој самиот ќе си плаќа за гревовите му. Болгарину, еднаш еден ваш шпион во Скопје ми рече дека нема да ме пуснат да снимам филм за баба Вања, македонката. Му одговори во духот дека Господ ќе ме пренесе преку нивните граници да снимам за Пиринска Македонија. Му реков, слезе сила во духот, кои сте вие сте ставиле граници преку македонската света Исусова земја? Он не создал, именувал и запишал во живото слово кое не се брише. Господ Исус Христос, така му срочи во духот. Слезе сила, тој се исплаши, се стресе. Мислам дека му се покажа силата. Може би ангел над главата ми за слава Исусова. Му се покажа сета сила Исусова. И ти, синко Радев, а ти, синко Радев, на која страна од Пирин планина ќе зафатиш кога ќе дојде на платата? Друг ваш шпион ми вели, знаеме ние, знаеме, вие знаете и гревот ви останува, дека никој не ме финансирал, дека сум бил фанатик. А јас му ја кажав вистината дека мојот татко е семокниот Бог Отец, он создал се негово е мое, дека јас имам се во Исусовата сила и љубов, и дека Македонија му припаѓа на Господ Исус Христос и дека ќе мора еден ден да се покаете, да се извините, да ги признаете македонците, Исусовиот народ. Амин до Царството Божјо Исусово. Да, вистина ви велам, Исус е цар на македонците. Он не создал, именувал, запишал во Словото кое не се брише и ни дал задача, насока, да бидеме светлина на македонскиот полуостров, каде нашите соседи пост македонските идентитети, и вие сте дел од нив, треба да се научат како да љубат. А вие го правите токму спротивното, негирате дека постојат македонците и излегувате од царскиот Исусов закон на љубовта и ќе плаќате како израелците во пустината со крвта ваша на главите ваши, ќе им пренесете проклетство и грев на вашите деца, на болгарците ви. Како подсетник на гревовите на болгарските слепи водачи, неколку елементи. На Васил Стоичев му направивте собраќајка кога ги носеше документите за регистрација на Омо Илинден во Софија. Стојан Ѓоргиев беше 2 пати по 4 лета Исусови во Апсаа на отие македонец. И не само тој. Има книга за тоа гневот на правдата од Јан Пирински Горги Христов. Иван Шушутев плачеше со македонските песни. Серафим Гоцев ми раскажа како сте ги палеле касетите со македонска музика до скоро време, а денес тврдите дека се ваши. Поголеми измамници од вас нема. Татко на лагата е сатаната.
Бај Тошо од Бања ми сведочеше како победи македонецот во неговата општина, после која ја забранивте, Омо Илинден, партијата на македонците во Бугарија. Дедо Иван Сингартиски Попа беше еден од репресираните, духовен водач на македонците во Пиринско. Стојан Ѓоргиев, христијанинот од село Клуч, сведочеше како сте убиле двајца македонци на игранка заради гревот дека пеат македонски песни. Стефан Терзиев од Новолески со тајфата Прогрес донесоа духовна сила во музиката и не се плашеа да бидат македонци. Коце Странгов од Кремен ги организираше македонските слави во Петрова црква, кога ми ги укинаа средствата нашите од културата за атер на натосаното европејство и мамона и по жалби од страна на вашиот културен аташе до Министерката за култура, која си го сликаше прстето за да не оди во Апсаана. Можам да раскажам уште случки, Иван Сингартиски помладиот. Ке заборавам некој, Ристо Македонецот, Пелтеков и сите други со кои сме како браќа и пријатели. Јас имам и роднини во Софија по мајчина страна. Децата на сестрата на баба ми живеат во Софија, а вие како некои примитивни племиња ми забранувате влез во Бугарија. Велми и јас не одам во Болгаријата, туку во Пиринска Македонија на Македонскиот полуостров, синкот човечки. Велми има уште подсетници за сатанскиот грев кај вас. Снимив серијали за вашиот бугарски грев како народ кон Македонија и македонците во 3 серијали. Судени за Македонија во Пиринско, првиот, Омо Илинден Пирин вториот, Омо Илинден македонци отоде Пирин третиот, ги има на социјалните мрежи и се емитуваат на телевизија Сонце. И има намножил Господ Исус Христос многу други македонски сведоштва од Пиринска Македонија и Болгарија. Непризнавање на Македонија и македонците е како ваша наследна болест која ви множи проклетство врз цела Болгарија. Вие ги лажете болгарците дека няма македонци или дека сме болгарци, така сеете зло и ќе пожнеете зло. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Со каков суд судите, со таков ќе судите, така запишал Господ Исус Христос и така ќе биде. Не зависи од вас дали има или нема македонци, Исус Христос не создал, Он ги дава имињата на народите, не можете вие да бидете двајца, тројца, и болгарец, и македонец, и тракиец, и словен, и татарин, и оногурец, и аспарух. Така станувате помешан идентитет, пореметена личност. Велми, вие не знаете кои сте и што сте, затоа се именувате како смеса, мешавина. Инаку зборот българин во вашиот етимолошки речник, најдете таму под Б, вели дека болгар е турски збор и значи збирштина, мешавина. Дури во современиот македонски јазик се вели се избугари работата, се измеша. Вие како водач на еден народ, каков таков, сте одговорен и можете да се покаете. Имате должност да се покаете, да побарате прошка од Исуса Христа и од македонците и да живееме како Исусови деца на небесниот татко во вечната љубов. Зашто да се покаете? Па за погромот што сте го правеле врз македонците, по затворите овде во Македонија за време на Втората светска војна, на страната на фашизмот. Но вие избравте да лажете, го лажете цел еден народ дека македонците се българи и така сеете омраза и станувате син сатански и ќе бидете чеда на проклетството. Не знам дали има некој вистински Исусов слуга, сотрудник во болгарското племе Галабија да ви укаже на тој непокајан грев кој има последици за целиот ваш народ. Непризнавање на македонците е престап врз царскиот Исусов закон на љубовта, да го љубиме ближниот како себе си, а тој се пренесува на децата ваши, крвта ваша, на главите ваши и самите ќе плаќате со сопствената крв, срце и душата ви.
Како може христијанин православен од Болгарија не ги признава христијаните православни во истата вера во Македонија? Нели Исус вели да се љубиме еден со друг? Ке ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите еден со друг, вели Исус во живото слово Исусово. А вие, чии ученици сте, синови човечки, од болгарската Галабија и племе? Ве подсетувам, а тоа ви пренесов како глас Божи од Таткото Небесен во Исусово име, што треба да направите. Да се покаете, да побарате прошка од Исус и од македонците, да го отворите срцето, да ги признаете македонците кои се народ Христов и да живееме како браќа и сестри во Исусовата љубов. А вие не слушате, гревот ви останува и ќе биде плач и крцкање со заби, синко болгарски. Наместо да ме послушате како Исусов сотрудник и војник за Царството Небесно и да клекнете на колена и да кажете на вистина со вас е Исус, вие ја избирате страната на смртта и ја носите цела Болгарија во проклетство. И во името Исусово ќе ви кажам, ако сака Исус, не може да ме спречат вашите болгарски слуги, граничари, да дојдам кога Господ Исус ќе посака, да бидам заедно со македонците во Пирин, како што му реков на тој шпиунот претходно, или сакате да се покаже силата, па да поверувате. Со стап да дојдам, или со сладок збор, вели Исус Христос. Кога ќе почне материализација на гревот, сетете се на мене и покајте се за овие работи во името на нашиот Господ Исус Христос. Заразните закани по интернет мрежите и усно дека ќе ме отепате, отруете, избиете, ќе ме нашле во Кремен, долу кај шумата, не знам тоа. Ве благословувам да ви намножи Господ Исус Христос се според мерката на срцето ви. Како што вели Словото Христово, во љубовта страф нема. Јас сум војник на Господ Исус Христос, не сум подложен на телесните закони. Вие сте телесен војник и тешко го разбирате. Телесниот човек не го разбира духовното. Јас сум војник на војска која не може да изгуби. Господ Исус Христос доаѓа, ќе треба секој да одговара за гревовите ви. Затоа ви се обраќам, сотруднику Радев, да не страда болгарскиот народ. Поздравете ја Јотова, смрштеницата, која не може да се насмее од и тежи гревот во душата и срцето й. Министерот за надворешни работи, тој младежот, исто така подсетете го дека треба да се покае. Инаку ќе биде како што е пишано, сами ќе плаќате за гревот што иде, вие и вашите деца. Породи змиини, вели Исус, каде ќе бегате од гневот што иде. Негирање на народ македонци запишан во Светото Писмо е негирање на Господ Исус Христос. Или како апостол Павле што им порача на евреите кога дојде во Македонија да се расшири христијанството кај македонецот, ноќес сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец кој ме молеше и ми велеше дојди во Македонија и помогни ни. Ќе изберам народ што ќе го прослави моето име, или Дела 16, 9, 15, 17, мислам беше, или како апостол Павле што им рече до евреите, крвта ваша на главите ваши, гревот и наплатата ќе падне врз вас и вашите деца. Ние на нашите деца покрај приказните кои сме што сме, материјалниот богатство им пренесуваме и непокајани гревови. Затоа ви пишувам, војнику телесен Радев, од Царството Божјо во името на Господ Исус Христос, да влезе силата Исусова во вашето срце, со срцето да разберете, да се покаете и да бидете исцелени. Јас сум секако присутен во Пиринска Македонија со духот и телото на Таткото Небесен и Господ Исус Христос. Мир вам до Царството Божјо. Љубовта Исусова да не преплави сите. Татко, во името Исусово јас те молам овие живи слова да ги допрат сите оние кои се отворени до Тебе, сите спомнати,
да разберат дека ова слово е Твое, е меч на духот, дека ова слово е за поука, подучување, да се промени, да дојде царството на вечната љубов. Амин.